Почитуван прв вице-премиер Груби, почитуван вице-премиер за економски прашања Битичи, почитуван министер Бочварски, почитуван директор Рустеми, почитувани изведувачи на градежните работи, почитувани инженери од надзорната компанија и почитувани медиуми и граѓани. Најпрво сакам да истакнам дека потполно ми е јасно и знам колку е важно за Кичево, Деварца, Охрид, Струга, Вевчани, за сите околни места, меѓутоа и за цела држава, овој пат што побрзо да биде завршен, односно автопатот Кичево-Охрид. И знам колку овој автопат е важен за нов економски и развоен импулс не само на западниот дел на Македонија, туку и на целата држава, и колку тој значи и за Кичево, и особено за туристичките центри Охрид и Струга. Ние како влада ги решаваме наследените проблеми. Патната инфраструктура за оваа влада не е само предизборно ветување, туку напротив, тоа е инфраструктура која што ја поврзува државата внатре, меѓутоа ја поврзува државата заедно со другите европски држави со кои што граничиме. Со тоа овозможуваме прво подобри услови за постојните инвестиции, привлекување на нови странски инвестиции, зголемување на економскиот развој на туризмот, особено во овој наш туристички дел од државата, а сето тоа еден од предусловите е безбедни и сигурни патишта за граѓаните и за сите други кои што поминуваат преку нив. Свесен сум дека работниците кои го градат овој автопат се соочија со многу предизвици во текот на изминатите години, поради огромните пропусти во самиот проект. Беа потребни години за да се пробијат тунелите под превојот пресека. Работниците се соочија со многу проблеми во утробата на планината, што дополнително ја одолговечи работата на терен, па плановите за работа можеше да се адаптираат според условите кои што ги налагаа самите услови на терен. Тоа беше само еден сегмент што требаше да се надмине: промашена траса, неусогласеност на проектната документација и состојбата на терен, дислокација на далеководи, телефонски кабли, водоводни инсталации, индивидуални и стопански субјекти, бидејќи беа на самата автопатска траса. Но во оваа држава мора да се спроведат започнатите проекти и да се оди напред, затоа што тоа е единствено добро за граѓаните. Моето претходно искуство вели дека со добар план и добро менаџирање на процесите нема недостижна цел. Сите знаеме колку ни е сето ова важно, и тоа од сите аспекти кои што ги кажа. Затоа и со Министерството за транспорт и врски, заедно со министерот, заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта господинот Рустеми, сум практично во секојдневна комуникација и инсистирам да се земе овој пат како највисок приоритет во државата. Така денеска, како што и може да се забележи, се става асфалтна подлога на тунелот, се работи на електрична инсталација и хидрантска мрежа. Тунелите, за да бидат приспособени за сообраќај, треба да се изработи вентилационен систем, противпожарна заштита, видеонадзор, систем за детекција, сообраќајна сигнализација и команден центар. Овие два се најдолгите друмски тунели во државата со вкупна должина од 4 км. Десната автопатска лента од Требениште кон Охрид е завршена и пуштена во сообраќај под времен режим, освен кај Подмолје, каде што се одвиваат градежните работи на колекторскиот систем. Овој пат мора и ќе добие на динамика, затоа што инфраструктурата значи интензивирање на економските релации и ние мора да вложуваме во патна инфраструктура ако сакаме развој на економијата. Изминативе 5 години владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и сите коалициони партнери, изгради патишта во должина од околу 1300 км, значи двојно повеќе од претходниот 10-годишен период кога биле направени само 650 км. И среќен што со реализацијата на патната инфраструктура продолжи без разлика на тешката економска криза не само кај нас, туку и во цела Европа. Се гради автопатот Скопје-Блаце во прва фаза, течат активности за израда на автопатот Гостивар-Кичево, на автопатот Тетово-Гостивар, на автопатот Требениште-Струга-Чафасан, на автопатот Прилеп-Битола. Последниве кои што ги кажав се во фаза на избор на консултант кој што треба да ги доврши сите договорни обврски со изведувачот одобрен од парламентот Бехтел Енка и таму да се започне со конкретни работи на терен.
Досега ги изградивме експресните патишта Штип-Радовиш, завршена е првата фаза од патот Штип-Крупиште. Во овој момент активно тече изградбата на експресните патишта Градско Дреново, Дреново-Фариш, Крупиште-Кочани и Ранковце-Крива Паланка. И активно се одвива реконструкција и на регионални патишта во должина од околу 130 км, со завршени градежни работи и на делницата Плетвар. Оваа влада е посветена и прави се за европската иднина на земјата, за економски развој на Северна Македонија, подобра сообраќајна поврзаност и пред се подобар квалитет на живот за сите граѓани без разлика во кој дел од земјата живеат. За крај, ќе посакам успешна работа и како што реков, завршување на овој патен правец е приоритет и за владата, но и задача за Министерството за транспорт и врски и за јавното предпријатие за државни патишта. Очекувам до средината на идната година да се ослободи левата лента за сообраќај со околу 90%, за да можат граѓаните да ја користат, а Министерот за транспорт има задача секојдневно да се грижи, да биде фокусиран, за да се исполни рокот до крајот на идната година, да се завршат целосно градежните работи. Ви благодарам. Премиере, вие претходно овде ги прашавте министр Бочварски и Костени, дали до 2024 имаме нов автобат. Тоа значи дека и вие не сте сигурни кога автобат ќе биде готов и покрај ветувањето дека до крај на 23 ќе биде готов. Јас само што кажав во изјавата дека и министерот Бочварски и директорот Рустеми и сите нивни колеги, вклучително и јас, мора да бидеме секојдневно фокусирани овој патен правец да биде завршен на крајот на 2023 година. Сигурни сте во тоа? Мене многу пати ме прашувале дали сум оптимист, бидејќи за да бидете сигурен во нешто треба да бидете оптимист. Јас сум рационален оптимист. Тоа значи дека верувам во остварување на целка и работам таа цел да се оствари. Така беше до сега со сите работи кои што ги започнавме и кои што ги направивме, така ќе биде и со ова. Колку има вистина во информациите дека веќе е договорено алијанса за на албанците во владата? Денес со председателот на, односно со ВД председателот на алијанса за албанците, господинот Таравари, имавме состанок. Тој состанок беше продолжение на лидерската средба која што имавме пред известно време со председателите на сите политички партии. Јас ќе се видам и со другите председатели на политички партии. Пред малку закажав состанок со еден од председателите за идната недела. Со господинот Таравари разговаравме, како што соопштивме, за продолжување на европскиот пат на државата и одлуките кои што треба да се носат во собранието со широк општествен и особено политички консензус. И доминантно разговаравме за законите кои што се наоѓаат во собрание, меѓутоа и за реформи кои што се однесуваат особено на владењето на правото, борбата против корупцијата и економската криза, односно економските закони, кои што се од клучно значење за државата, како за нејзините европски интеграции, така и за квалитетот на живење во Северна Македонија. Председателе, кој е вашиот став во однос на студентскиот стандард и дали би ги пуштиле вашите деца да живеат во студентски домови какви што се во моментална состојба? Најпрвин, јас бев вклучен во разговорите со студентите во однос на студентскиот стандард. Главната дискусија започна во однос на студентскиот оброк. Првин мора да се навратиме дека студентскиот оброк е воведен токму од оваа влада. Пред тоа немало никогаш студентски оброк воведен на таков начин за сите студенти. И јас кажав дека студентите се тие кои ние мора да ги почитуваме и да ги слушаме, бидејќи се што правиме за нив, бидејќи тие се иднината на нашата држава. Студентскиот стандард не е само студентски оброк. Студентскиот стандард значи и стипендии за добрите ученици од средни училишта кои што немаат доволно финансиски средства да студираат и затоа оваа влада ги издедначи стипендиите. Министерството за земјоделие додели дополнителни стипендии во делот на студирањето на факултетите поврзани со Министерството за земјоделие, со земјоделскиот факултет. А во однос на студентските домови, јас видов многу изјави за студентските домови и од страна на председателот на опозицијата и од страна на председателот на државата. Сметам дека тие најмалку можат да зборуваат за студентските домови, затоа зашто и едниот и другиот никогаш не влегле во студентски дом, бидејќи се од Скопје и секогаш
секогаш имале можност да имаат 3 топли оброка на ден, кои што им би спремале нивните мајки бидејќи живеат во Скопје. Ама јас можам да зборувам за студирање во Скопје, бидејќи секој утро во 6 наутро со автобус на Југ Турист доаѓав во Скопје. Предавањата и вежбите траја до 8 навечер и во паузите, кога немате кај да одите, тогаш одев кај Горан Георгиев од Берово во Кузман, кај Игор Георгиев од Дојран, кај Миле Георгиев од Дојран во Кузман исто, кај Рашо во Кузман од Кавадарци, кај Игор од Прилеп во Гоце Делчев, кај Горан во Медицинар, бидејќи кога имате 3-4 сата слободни, а немате кај да одите, а времето е вакво како што е денес, тогаш одите во студентски дом. Во студентски дом ајварот се чуваше на северна страна на прозорите од надвор за да не се поквари. А ако сакаш да отидеш кај другарите кои што ти се во студентски дом, тогаш ќе треба да купиш век на леп и паштета по пат за да не одиш со празни раце. Така да јас можам да зборувам. И со министерот Јетон Шачири разговаравме дека оние студентски домови кои што се наоѓаат во лоша состојба, веднаш во 2023 година да бидат вклучени во планот за инвестиции за комплетно реновирање на санитарните чворови и на се оно што е потребно да се реновира. Дел од студентските домови се во подобра состојба, како што е на пример неколку крила на студентскиот дом Гоце Делчев, во чие што реновирање и во чие што дигитализација јас лично имам учествувано од позиција на едно од моите претходни работни места. А дали јас би го пуштил моето дете во студентски дом? Да, би го пуштил детето во студентски дом, затоа зашто таму ќе научи како живеат децата од Македонија, кои што секојдневно патуваат од други градови и кои што се борат за својата иднина, да завршат факултет, да станат добри и достојни граѓани на Македонија, а кои што ја немаат привилегијата мама и тато да им готват 3 пати на ден топол оброк и за време на паузите да седат во топла дечија соба. Благодарам. Продолжуваме со изјавно прашање. Значи, ветивте дека ќе имаме производство домаќинство на струја, значи производ од домаќинство 100% на струја. Рек Битола еден дел од денеска нема да работи до понеделник, има проблем. Кој ќе презема одговорност за ова? Првин во однос на Рек Битола ние секојдневно информираме, можете да отидете на сајтот на владата или дури на Facebook профилот на владата, често и кај мене. Имаме редовни пресконференции кои што ги држи кризниот штаб, бидејќи имаме кризен штаб за енергетика. Во Рек Битола во моментот работат 2 блока. Едниот од блоковите за кој што зборувате има пукната цевка, на која што се работи на санација и точно е дека за неколку дена ќе биде поправена. Јас сакам да им се заблагодарам на сите вработени во Рек Битола, бидејќи работат со технологија која што е изградена 1978 година и не се тие виновни што 31 година во Северна Македонија не е инвестирано во ниту еден енергетски капацитет. Откако тоа ќе биде направено, повторно ќе бидат пуштени во употреба 2 блока, односно во погон 2 блока на Рек Битола, така да не се работи за одговорност, туку се работи за голем напор и труд кои што вработените и раководителите во Рек Битола го даваат за да го одржат Рек Битола во функција. Третиот блок на Рек Битола, трансформаторот е веќе купен, трансформаторот е моментално се наоѓа во транспорт, се работи за транспорт кој што тежи 300 тони, не беше можно да премине на мостот кај Ипсала кој што ги поврзува Турција и Грција и затоа се одлучивме за комбиниран превоз. До Ипсала ќе оди со камион, потоа ќе оди со специјален брод нарачан од Италија до Солун и од Солун повторно со камион на 10 осовини ќе дојде во Битола. Тој транспорт е вонгабаритен, се работи за едно од најголемите возила кои што некогаш влегле во државата, на благодарение на добрите односи кои што ги имаме со Република Грција, успеавме во рекордно време да ги добиеме сите дозволи транспортни за да може да премине на грчка територија во нашата држава.
Сега стручните екипи на РЕК Битола заедно со професори од архитектонскиот факултет, градежниот факултет, работат на еден од мостовите кај Новаци, бидејќи тоа е мост кој што има издржливост од 10 тони. Ви кажав дека се работи за транспортот заедно со возилото од 300 тони, но со оглед на тоа дека се работи за возило со 10 осовини, со одредени зафати кои што ќе бидат направени, би требало до 22 ноември трансформаторот да биде во Битола и да започне неговата монтажа. Со тоа ќе имаме 3 блока на располагање. Во ТЕЦ Неготино, во моментов ТЕЦ Неготино не работи од две причини. Првата причина е што цената на мазутот не овозможува поевтина цена на електрична енергија произведена во ТЕЦ Неготино од она што го имаме на берзата. И второ, што генераторот, и за тоа информираа од ЕСАМА, појавуваше одредени пречки во работењето и затоа во овој период кога цената на берзата е помала од производната цена на ТЕЦ Неготино, заедно со сите стручни екипи со кои што располага државата, да се санира генераторот и да биде пуштен во употреба кога за тоа ќе се створат услови во однос на цената на мазутот и цената на електричната енергија на берзите. ТЕЦ Основ работи. ТЕТО во моментов работи со газ кој што го имаат обезбедено со цениците на газот, тие го продаваат на слободен пазар. Меѓутоа вчера видовте и на пресконференцијата заедно со лидерите на земјите од Западен Балкан во Белград, има можност да го реализираме она што го разговаравме пред неколку месеци заедно со председателот Вучич, заедно со министерот Бектеши и со министерката од Србија во однос на обезбедување на газ по пониска цена од вишоците кои што ги има Србија, бидејќи тие имаат резервоари за газ, ние такви не поседуваме историски, и да може да се произведе електрична енергија која што ќе биде со цена многу пониска од брезанската цена и која што би била наменета дел за македонското стопанство, а дел за снабдување, бидејќи ќе се работи за српски газ, ќе се работи за бартер аранжман, за снабдување на недостатоците на електрична енергија во Јужна Србија, односно во општинскиот регион. Ама сега за сега купуваме струја, значи бидејќи имаме проблем во РЕК Битола и они го Сега за сега да, меѓутоа тоа се планирани финансиски средства. Добро е што во текот на изминатите 2 месеци, иако беа планирани финансиски средства за увоз на електрична енергија, не беше потребен увоз на електрична енергија, бидејќи ЕСАМА ги задоволуваше 100% сите потреби. Сега во овој момент, додека се санира едниот блок во РЕК Битола, имаме мали набавки и тие се многу транспарентно објавени. Со пуштањето на вториот блок во РЕК Битола и особено по пуштањето на третиот блок Битола, тогаш повторно нема да имаме потреба за купување на електрична енергија. И уште еднаш би упатил апел до сите граѓани, до сите компании, до сите институции. Ова не е време на изобилство, ова е време на штедење, време на војна во Европа. Сите ние сакаме да се чувствуваме како и секогаш лагодно. Сите сметаме дека војната се води некаде таму далеку, меѓутоа војната е на помалку од 1000 километри од Македонија. Таа војна ги погодја сите земји во Европа и заради тоа и цените на енергенсите се многу високи и дури има енергенси кои што се недостапни на пазарот. Председател на владата на Република Северна Македонија, Ковачевски, почитуван прв потпредседател на владата, Артан Груби, почитуван заменик на председателот на владата, Фатмир Битичи, почитуван заменик министар за транспорт и врски, Беким Реджепи, почитуван директор на ЈПДП, Ејуп Рустеми, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денешната посета со дел од економскиот тим на владата, начело со председателот на владата Ковачевски, докажува дека оваа влада и во овој месец ноември, кога температурите се доста пониски отколку во летниот период, заедно со изведувачите на терен и со надзорните органи, сме овде во тунелот на автопатот, каде се извршуваат асфалтерските работи со цел отворање на комплетно завршување на асфалтерските работи на овој автопат. Даваме силен фокус на изградбата на оваа автопатска делница. Автопатот мора да се изгради согласно договорот со изведувачот. Средствата ги имаме, нашите тимови ги следат потребите на изведувачот, едноставно и единствено она што останува е силна работа на терен со цел комплетно завршување на овој автопат. Кога овој проект многумина сметаа дека ќе остане заглавен, ние покажавме дека можеме да ги отстраниме сите препреки и недостатоци кои што ги имаше со цел
да продолжи изградбата на овој автопат и да продолжи прогресот на работите на овој автопат. Само во овој момент има преку 800 работници на трасата и преку 390 машини кои што активно работат на терен. Тунелот е еден од проблемите со кои се соочивме во изминатиот период, но тоа е веќе минато. Со ова покажуваме дека едно по едно проблемите кои што беа на терен ги отстрануваме и ги решаваме. Денеска имаме финализирање на асфалтерските работи и другите пропратни елементи од делот на електрични инсталации и хидранската мрежа. Ме радува тоа што градежните работи и на оваа позиција веќе завршуваат. Делови од автопатската делница ги ставаме во сообраќај под времен режим, како што ги завршуваме и со тоа темпо ќе продолжиме да работиме и во следниот период. Свесни сме за потребата од итно завршување на оваа делница. Поддршката од претседателот на владата и од целата влада е огромна и во тоа насока ние ќе продолжиме со силна динамика да работиме и во зимската сезона, а со тоа и да не губиме време со цел да го надокнадиме сето она кое што беше пропуштено во минатото. Ова не се политички пораки, изградбата на автопатот е реалност не само за граѓаните од овој регион. Потребата на нова модерна автопатска делница е стратешки приоритет за сите граѓани, за цела држава, за што побрзо да ја заокружиме изградбата на коридорот 8. Имаме силна поддршка и од нашите соседи, бидејќи заеднички настапуваме пред европските партнери. Затоа изградбата на коридорот 8 е клучна за нас, бидејќи добиваме квалитетно и модерно поврзување со пристаништата на запад и исток, олеснување на патниот и товарниот транспорт и поефикасна размена на стоки и услуги во регионот. Граѓаните од овој регион ќе добијат нови патишта, каде пред се ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот. Оваа година, како најтешка економска година после Втората светска војна, успеваме да го подигнеме нивото на реализација на капиталните инвестиции и да го одржиме на нивото кое што е потребно, и само до овој момент инвестираме околу 400 милиони евра во изградба и рехабилитација на патната инфраструктура. На овој начин Северна Македонија добива модерна и безбедна патна мрежа. Ги градиме европските коридори кои минуваат низ нашата земја, заради поефикасно, рационално поврзување и регионално интегрирање во европскиот систем на транспортни коридори. Засилено се подготвуваме и за автопатските делници од граничниот премин Ќапасан до Требениште, потоа Кичево кон Гостивар, Гостивар кон Тетово и од Прилеп кон Битово. Граѓаните да бидат сигурни, правиме се што е во наша моќ и во нашите можности, заедно со сите инженери и со сите наши капацитети во државата, да обезбедиме континуитет на сите започнати проекти и тие да ги завршиме. Граѓаните заслужуваат подобри услови, а тоа е наша обврска. И тоа го правиме да обезбедиме просперитетна иднина за нашите граѓани. Благодарам. Ни вие, ни господин Ковачевски, не го спомнавте проектот што е почнат Кичево-Дебар патот. Во однос на Кичево-Дебар или извор Гарски мост, имаме добар прогрес на работите. Таму веќе преку 40% е прогресот на работите, со што очекуваме кон крајот на Реджепи. Почитувани медиуми, денеска сме овде на 15-тиот тунел во Републиката Северна Македонија. Овој тунел ќе биде и најдолгиот тунел во државата. Веќе се пробиени и двете цевки, веќе прибавната и секундарна конструкција е завршена, се работи на тамповски слој и на асфалтерските работи. Десната цевка е 1994,5 метри должина на десната цевка, на левата цевка, каде што сме ние сега, 2015,5 метри, што значи дека вкупна должина на овој тунел е 4010 метри. Мора да признавам дека овој тунел веќе ќе биде еден од најсовремените тунели во државата, бидејќи ќе има и команден центар и сите системи кои се според европските и светските стандарди. Тука сме заедно со владина комисија начело со владините министри начело со премиерот, да ги подсетиме изведувачите и надзорите и сите други инженери да се поддржи дека овој проект треба да биде завршен
до 31.12.2023. И јас како директор сум во секојдневна комуникација и со главниот надзор на овој проект што е многу битен, но можем да тврдам од тука дека веќе се гледа и крајот на овој проект што е многу значаен за Република Северна Македонија. Тендерувар Тепранишом, Индерувар Кријеминист